Добро вечер. Вечерва православните христијани ја дочекуваат Стара Нова година. Ноќеска започнува карневалот Звегорска Сурова. Останете со нас, почнуваме веднаш по кратката најава. Викендов во Македонија се очекува снежна покривка од над 50 сантиметри. Временската прогноза ги алармираше институциите. Машините на Македонија патна готов. Детските градинки во Штип кадровски ќе се зајакнуваат. Се предвидува повеќе стручен кадар за нега и едукација на децата и решавање на проблемот со недостиг на дефектолози и логопеди. Вечерва се слави Нова година по стар календар. Утре е празник посветен на Свети Василий Велики. Со огнови, лепче со паричка и карневал се дочекува Стара Нова година. Овој дневник го започнуваме со информација за времето. Викендов во Македонија се очекува снежна покривка од над 50 сантиметри. Временската прогноза ги алармираше институциите. Кризниот штаб издеда мерки за справување со снежниот бран што ќе ја зафати државава. Снежна покривка од над 50 сантиметри викендов се очекува да наврне во Македонија. Според прогнозите од Управата за хидрометеоролошки работи, температурите во утринските часови ќе се симнати до минус 15 степени. Врнежите од снег и дожд ќе продолжат во целата земја. Значи се очекува во текот на попладневните часови од сабота до недела снежните врнежи се прошират на целата територија на републиката. Во западните делови се очекува и над 50 сантиметри снег. На денешната итна седница на Републичкиот кризен штаб во координација со министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски и сите субјекти на системот за управување со кризи беше заклучено дека Македонија е подготвена да се справи со очекуваните врнежи од снег и ниските температури. Кризниот штаб апелира до сите општини навреме да ги преземат превентивните мерки за справување со снегот, доколку им е потребна дополнителна опрема за расчистување да ја побараат од надлежните. Во изминатиот период регионалните центри за управување со кризи ги посетуваа одредени повисоки места кои што се очекува да бидат одсечени од доколку паднат поголеми врнежи од снег, така да беа посетени тие места, им се укажа им се доставува потребни намирници, лекови. Од Центарот за управување со кризи информираат дека активно се следи состојбата, а известени се и сите градоначалници за ваквата временска прогноза. Останува апелот до сите учесници во сообраќајот да бидат внимателни, да се придржуваат кон условите на патот и задолжителна зимска опрема. Продолжуваме празнично. Православните христијани кои го практикуваат јулијанскиот календар вечерва слават Стара Нова година, а утре е верски празник посветен на Свети Василие Велики, како и семејна слава на многумина кочанчани. Утре на Пониква ќе се одржи голем народен собор. Според православниот календар, утре е верскиот празник Свети Василий, кај народот познат како Василица. Меѓу верниците се уште се чува споменот за Свети Василий Велики, кој е празник и семејна слава на голем број кочанчани. Овој ден го чествуваме и споменот на Светиот Василий Велики, еден од столбовите на православната црква, исто така. Овој ден според јулијанскиот календар кој што се разликува од овој нашиот григоријанскиот кој што ни е административен, а се разликува во датумите, односно е 2 недели поназад, така според овој празник кој што ние православните го имаме во своја практикување започва и новата година. По повод големиот христијански празник Василица во манастирот Свети Василий Велики на Пониква на надморска височина од 1560 метри, утре ќе се одржи голем народен собор. На комплекс Пониква во манастирот посветен на Светиот Василий Велики исто така ќе биде ослужена Света Василиева архиерејска литургија на која што ќе чиноначалствува неговото високо преосвештенство митрополитот Брегалнички господин Иларион. На манастирскиот собор на Пониква се очекува по Василиевата празнична литургија да се служи манастирски ручек, кој го обезбедуваат кумовите на годинешното празнување. За верниците е организиран превоз од Кочани до Пониква, а тргнувањето е закажано за утре 14 јануари четврток во 7 часот и 30 минути од автобуската станица на Автоатом. Организаторите на утрешната прослава ги посетуваат верниците со себе да понесат и прибор за ручек.
Со божикна лотарија до изградба на храмот Свети Лука во Виница. Црквата Свети Архангел Михаел во Виница втора година поред организира лотарија за верниците со цел да ја забра за 5-годишната изградба на новата црква. Храмот Свети Лука во Виница е единствен храм во Македонија посветен на овој светител, но и по цели 4 години од стартот на изградбата, официјалното осветување се уште е датум кој виси во воздух. Зацртаната проектна конструкција е завршена во неколку фази, вклучувајќи го и кровот, и досега според пресметките на надлежните потрошени се околу 3 милиони денари средства кои се собрани од спонзорство и донации. Официјален ктитор во изградбата на храмот нема, се чека на милоста на верниците и поголемите приватни компании. Кон побрзо реализирање на овој духовен чин за верниците од источната страна на градот, постоечкиот храм Свети Архангел Михаил втора година поред организира божикна лотарија, чие извлекување беше денес. Има добра волја за купување на талони билети за учество во лотаријата. Со самиот купен билет на лотаријата помагаме во донирањето за доизградба на самиот храм Свети Апостол и Евангелист Лука. Храмот се гради веќе 5 години, од 2011 година. Сега сме при крај на кровната конструкција и веќе од напролет мислиме дека ќе почнеме со малтерешување, инсталација и со фреско живопис на самиот храм. Мислиме дека 2017 ќе биде и осветувањето. Во рамките на оваа лотарија беа продадени околу 2000 билети, а средствата од продажбата, како што рече Богданов, се веќе наменети во соодветни градежни активности за храмот Свети Лука. Продолжуваме со останатите актуелности. Во организација на ВМРО ДПМН вчера попладне се одржа трибина како дел од кампањата на Македонија и треба твојата идеја. Домот на културата во Зрновци беше исполнет со граѓани кои ги изнесоа своите проблеми, но и идеи за изборната програма на ВМРО ДПМН. Како гола борба за власт ја карактеризира вештачки создадената политичка криза во државата од страна на СДСМ на синоќашната трибина во Зрновци. Предводникот на партиската група на ВМРО ДПМН е министерот за здравство Никола Тодоров. Тој низ пример изборуваше за деструктивната политика на неголемата опозицијска партија, која не нуди проект, ниту има изборна програма, а сака со лажни ветувања и создавање криза да дојде на власт. Тоа најдобро се гледа од начинот на кој се практицираат власта во министерствата, кои ги добија на подарок под договор во Пржино. Но престојните избори треба да ги демаскираат нивните намери, бидејќи според Тодоров, ВМРО ДПМН ќе победи уште поубедливо отколку на последните. Ви зема една година од вашите животи, една година од државата, една година можност за подобар и побрз развој на државата, но македонскиот народ не дозволи да биде изманипулиран, не дозволи да биде излажан, не дозволи да биде ставен во заблуда и да падне на ова сценарио кое што беше подготвено, ова деструктивно сценарио, кое што беше подготвено од СДСМ само со една цел, да ги донесе на власт. Доказ за тоа е овој изминат период во кој што СДСМ има свој министри во владата, има своји заменици во владата. Дали тие министри и заменици нешто сработија? Дали предложија еден проект? Дали реализира еден проект? Дали направија нешто со кое што ќе го подобрат животот на земјоделците? Ќе ги подобрат условите во градинките? Дали измислија некоја нова политика што ќе помогне на некои граѓани во државата? Не. Ништо. Едно големо ништо. Градоначалникот Блаже Станков нагласи дека власта на ВМРО ДПМН во Зрновци има реализирано над 30 на крупни проекти кои го подобрија животот на граѓаните. Најглавните важните проекти кои што беа навистина од витално значење за општината, тука се 4 локални патишта, а изградбата на канализација во село Витовиште, комплетно завршена канализација во село Зрновци, реконструирање на општинскиот водовод, пуштање во функција,
Сега веќе знаете дека речиси до секој семејство имаме вода за пиење, чиста вода за пиење. Направивме дел од речното корито, уредивме речното корито во село Мородис. За верските подеби на граѓаните во Мородис и Видовиште изградивме цркви, помогнавме во реновирањето на црквата во село Зановци. Направивме една куќа во село Мородис, кај што можеме, сместивме огромен број на експонати кои што се сведоци на минатото. Покрај тоа, представници на владата ги промовираа новите мерки и проекти во сферата на вработувањето и земјоделието. Агрономите советуваат кои агротехнички мерки треба да се извршат во овој период од годината, за да се заштитат овошните дрвца од временските непогоди и инсектите. Најважна е резидбата и заштитата со бакарни препарати, велат агрономите. Кај овошните насади во овој период од годината треба да се изврши зимската резидба и зимската заштита, препорачуваат агрономите. Резидбата е многу важна за правилно развивање на овошката, а прскањето со бакарни препарати или камен и синвар за заштита од временските услови и инсектите. Во овој период од годината најглавна мерка која треба да се спроведе во воштарство сега се одбива резидбата, бидејќи временските услови ни дозволуваат на тоа, времето е меко, добро е. Овошките се во фаза на мирување, треба да се изврши зимската резидба на овошките. Кога рекоме за овошките, тоа се однесува на сите видови овошни култури, дали ќе бидат јаболчисти, јаткисти, дали ќе биде лозови насади и така натаму. Во нашиот район лозови насади немаме и не препорачувам да ги корат лозите сега. Во достоните месеци март подобро ќе биде, бидејќи се уште знаеме дека е зима, бидејќи времето како пролет есен, меѓу другото знаеме дека е земски период, така да си бидеме предпазливи. По извршената резидба треба да преминеме на зимска заштита на овошките, бидејќи ова година како што гледаме дека времето ни е пролет есен, фактички зима нема, можеби зимата е назад, им препорачувам да извршат заштита на овошките со бакарни препарати или на нашо речено најдобро е син камен и вар тие да си приготват, така ќе ги кошта најевтино. Исто така временските услови се идеални и за прихранување со комплексни ѓубрива, препорачуваат агрономите. Во овој период друго актуелно е исто така кои не ги имаат наѓубрено овошките, треба да си ги наѓубрат со овие комплексни ѓубрива, бидејќи временските услови дозволуваат и колку порано се наѓубра со овие комплексни ѓубрива, толку подобро за овошките, бидејќи препоставуваме дека во овој период има повеќе дождови и самото ѓубриво треба да се врзе со почвата за да трае подолго време. За разлика од комплексните ѓубрива, овој период не се препорачува прехранување со азотни ѓубрива. Тие треба да се користат во месеците март и април. Јавното предпријатие ИСАР годинава ќе го реализира проектот за замена на старите водомери со нови дигитални. Ке се менуваат 11.400 водомери. Почетокот на поставувањето се планира за околу 1 месец. За 30 дена ќе се стави крај на проблемите кои ги имаат граѓаните на Штип со старите водомери. Нови дигитални водомери ќе бидат поставени кај над 11.000 семејства на трошок на јавното предпријатие ИСАР. Средствата за овој проект се обезбедени преку Европската инвестициона банка. Дигиталните водомери на 11.400 домаќинства, кои што ќе бидат сменети на трошок на јавното предпријатие ИСАР, односно пари добиени од Европската банка преку изработен проект од страна на јавното предпријатие ИСАР преку Министерство за транспорт и врски, благодарение на владата на Република Македонија и премиерот Никола Груевски, ќе бидат сменети сите водомери. Исто така и ова е проект на владата на Република Македонија, на општина Штип и на јавното предпријатие ИСАР, кој што беше вветен и во изборната програма, веќе се реализира за самиот пазар. На овој начин ќе се зголеми контролата на потрошувачката на вода, загубите и евентуалните дефекти, кои ќе бидат следени од компјутерскиот систем кој ќе биде поставен во јавното предпријатие. Ова е втора важна капитална инвестиција на јавното предпријатие ИСАР за годинава, покрај реконструкцијата на пазарот и изградбата на монтажни дуќани. Во регионот, постапка за замена на стари водомери со дигитални е започната во општина Пробиштип, кои пари за оваа намена обезбедија преку грант од $500,000 евра, добиен од Европската инвестициона банка. Детските градинки во Штип кадровски ќе се зајакнуваат. Систематизацијата на работните места предвидува повеќе стручен кадар за нега и едукација на децата, а конечно ќе се реши и проблемот со недостиг на дефектолози и логопеди.
Штипските градинки кадровски и технички ќе се екипираат. Со новата систематизација и организација не е предвидено отворање на нови работни места, туку само оние кои биле и во планот од минатата година. Оваа година приоритет се вработувањата на дефектолози, со кои ќе се надмине проблемот од потреба на стручен кадар и грижа на децата со попреченост. Согласно и претходната систематизација имавме одреден број на работни места кои што не се пополнети. Истите сега ги пренесовме и во новата систематизација и се надеваме дека ќе се пополни целата бројка на систематизирани работни места. Генерално воспитувачки негователки ни се потребни и стручен кадар од областа на дефектологија и помош на технички служби ни се потребни и хаусмајстори, и хигиеничари и се. Проблемот со нерешениот статус кој имаа дел од вработените во детските градинки и се провлекуваше долги години ќе биде решен за неколку месеци. Статусот на овие вработени би рекол дека оди одлично и со многу забрзано темпо. Од повеќе од 60 луѓе со нерешен статус во моментот имаме останато уште 13 луѓе со нерешен статус за неполни 4 години. Така да сметам дека оваа бројка е задоволителна за директор како мене, за луѓе на кои што им е решен работниот однос и се надевам и дека за овие останати 13 луѓе во многу брзо време ќе биде решен и нивниот. За годинава детските градинки имаат предвидено низа проекти со кои ќе се подобрат условите за престој на децата. Еден од проектите кој го има предвидено детската градинка Стибо е поставување на фотоволтажни панели. Вчера попладне на регионалниот пат Овче поле Свети Николе, при сообраќај на контрола на патничко возило, затекнати се 4 марокански државјани кои илегално оствариле влез во Македонија. Од страна на полициски службеници направен обид да се запре уште едно патничко моторно возило Citroen, но истото не застанало. По кратко време возилото е пронајдено во близина на бензинска пумпа во Свети Николе, каде што се пронајдени 4 марокански државјани кои оствариле илегален влез во Република Македонија, додека возачот се дал во бегство. 37-годишниот гостиварчанец е приведен во полициска станица во Свети Николе и 9 странски државјани кои оствариле илегален влез во Република Македонија и се работи на целосно комплетирање и документирање на кривично-правниот настан, пошто ќе следи соодветен поднесок. По спроведената антитерористичка операција во 5 градови откако се случи нападот во кој загинаа 5 лица, турската полиција приведе 59 лица. Сите приведени се осомничени за поврзаност со џихадистичката група Исламска држава. Меѓу опсените има голем број турски државјани кои се товарат за терористички активности. Според полицијата, приведените имале задача да ги откријат слабите точки на поголем број државни институции, кои потоа би биле цел на терористички напади. Нападот во Истанбул е подол акт на насилство кој уште еднаш ја потврдува потребата од обединување на напорите на целиот свет во борбата против тероризмот, изјави францускиот председател Франсуа Оланд. Тој ја изрази својата солидарност со Анкара 2 месеци откако во Париз беа изведени серија терористички напади во кои загинаа 130 лица. Најмалку 15 луѓе, меѓу кои повеќето полицајци беа убиени во експлозија на бомба пред центар за вакцинирање од детска парализа во Квета во југозападен Пакистан. Полицајците се собрале пред центарот за да ги обезбедуваат тимовите кои заминувале на третата етапа од кампања за вакцинирање. Повеќе од 20 луѓе се ранети. Пакистан и Авганистан се последните две држави во светот каде десетици деца секоја година остануваат парализирани од детска парализа. Кампањите за вакцинирање често се напаѓани од екстремистички групи кои сметаат дека вакцината е исламска и ги напаѓаат полицајците кои ги заштитуваат медицинските тимови. Од 2012 година досега во такви напади загинаа речиси 80 луѓе. Од компанијата Сухој руската војска купила 50 најнови модели Су-35 во вредност од 60 милиарди рубли или нешто помалку од 1 милиарда долари. Ова за руските медиуми го изјави човек близок до Министерството за одбрана на Русија. Според договорот 50 авиони ловци ќе бидат испорачани во наредните 5 години. Изворот на информацијата истакнал дека договорот бил подготвен уште во август минатата година. Порано било соопштено дека Русија веќе добила 48 нови ловци Су-35.
Овој авион е руски повеќенаменски супер маневарски борбен авион од генерацијата 4++, проектиран во компанијата Сухој. Тој е првиот серијски борбен авион со управување со векторски сили кои создаваат притисок на моторот во двете оски во сите правци. Еден нерешен резултат и една победа беа доволни за ракометниот клуб Делчево со освоени 3 бода да го освои првото место во групата на зимскиот турнир Вардар, еден живот, една љубов и да обезбеди полесен противник во денешните елиминации. Во последниот натпревар ракометниот клуб Делчево ја совлада екипата на општина Киселавода со резултат 19-11. Во првиот натпревар пак делчевчанки со тимот на ракометниот клуб Бутел одиграа 9-9. Денеска екипата од Делчево вкрстува со второпласираната екипа од Д групата, екипата на Академија 1, а од стручниот штаб најавуваат нова победа. Инаку во рамки на зимскиот турнир Вардар, еден живот, една љубов, играчите генерацијски родени 99 и 2000 со своите екипи од Академијата ги забележаа првите победи. Уште 2 дена е рокот за пријавување за избор на спортист за 2015 година. Пријавите треба да се достават до Комисијата за спорт во општина Штип, најдоцна до 15 јануари. А општина Штип упатува подсетување до спортските клубови и спортските работници дека доставувањето на пријавите за избор на спортист за 2015 година е до 15.1.2016 година, тоа е петок. Сите пријави кои што ќе пристигнат после 15.1 нема да бидат предмет на разгледување. Значи до спортските клубови и спортските медиуми се доставени пријавите и критериумите за избор на најдобар спортист за 2015 година во категориите пионери, кадети, младинци и сеньори. Според критериумите, спортистот сите постигнати резултати да ги постигнал како член на клубот Штип за рангирање на спортистите, во предвид се зема и најдобриот резултат во 2015 година. Како дел од критериумите, предност имаат спортистите во апсолутна категорија. Ова е се во второто издание на Дневникот. Ви благодариме на вниманието и имајте убава празнична вечер.